Сега е период во годината кога се спремате да дојдете на годишен одмор. Како изгледа тоа? Значи, јас имам плата 21.000, ти зимаш плат... Говедо? Колку зимаш ти плата, бе? 26? Сигурно? Да не ме лажеш? Ти зимаш 26.000, детето ни е на одмор со негова вештерка, ќе сака 300 евра за одмор. Ти Мари, ќе оиш ти на одмор? Ќе оиш? Кој ги ти плати за одмор? Ако ти плаќа дечко, ти ќе оиш, ако не, шо, ја да не ти плаќам? Не снаудливи деца. Она ќе сака 300 евра за одмор. Ја и он дојме на одмор. Слушај, ја направив план за одмор. Ја и ти сега, ти ќе ми се подпишеш жирант, ќе го свртиме стариот кредит, ќе направиме нов, ќе покриеме дупката со рестото и треба да имаме чисти 1000 евра за одмор, за нас и за децата, па од септември ќе го мислиме, шо? Сигурно ли ти зимаш 20.000 плата? Списоци за тоа што ќе понесете со вас на одмор. 2 кила патлиџани, 2 кила крстајци. Ајде, лубеница, има место да клајме у гепек. Карпус, море, карпус. За на одмор. За да јаеш таму на плажа. Една лубеница, зејтин, кафе, плинско, шолји, паштети, леб, 5 леба, тегла ајвар, шо друго, крем, ефтин еврокрем, шо има врска беше не од оној скапија што го јадат сите, нутела. Крем си е крем, дете разбирали шо е крем. Крем евро, јајца, кашкавал, салама, сирење. Говедо, се подкраси ли бе сирењето? Ој Виго, ќе сакаш да јаш сирење на одмор? Отвори таму, ајде, види. Крени тоа крпата. Готова ли е? Паши. Комшикана ќе ми збори, таа одмор терала, каков одмор, ке истран ке се вратам најадена, одморена. Шо друго да ставиме за јадење, бе? Шо да земеме друго? Месо, милено месо, тава за пржење. Добро. Злата! А овој шеширот убав ми е! Гледа каков шешир сум купила, Он те гледа со шеширот на рамо и ти вика, ти мори гледаш со тој шеширот нешто, гледаш со шеширот нешто, ќе погодиш лежалка на кај? Шо шешир е тоа? Годишен одмор е моментот кога ќе побарате поголема чанта од дома да понесете за на одмор, за кога ќе имате шведска маса за доручек, да можете да напикате поеќе јадење на требаташната и никој да не ве примети. Годишен одмор е моментот кога ќе се прегладнувате до вечера, за да можете да изедете колку што е возможно повеќе да се изеде, затоа што сте all inclusive и затоа што е шведска маса. Додуша може и не сте all inclusive, ама грчиштава од кај знаат вие дека цел ден јајте и пиете, само на нивна сметка, на плажа сте живи, гладни, умрени. Слушај, мама да ти каже, кој ќе седнеме на тоа лежалките, ја ќе порачам кафе, ти ќе оиш мама по веце кога демек ти се мочка со татко ти и ќе земе само едно кафе и шо има врска они секако со пијачка даваат лежалка, едно кафе со 3 лежалки, 3 кафиња со 3 лежалки. Шо е разликата? Се едно кафе. Какви 3 кафиња ќе ми пиеш таму? Кафе носи мама, ќе му варе на татко ти секој ден. Ти со него по веце ќе оиш, јас ќе порачам за мене кафе и доста едно шо. После ваму таму по водата нема ни да знае келнерот дека не сме земале кафе. Купачи за малиот или за малата не земате затоа што дете од 10 години не му треба да носи купачи. Дете 10 години. Слушај мама, ти со гол газ по плажа, шо ке ти се купачи? Купачи. На твои години татко ти исто не носил купачи. Они сега не носи купачи, гол шетат, забора, старе, забора дали ги облекол купачите. Шо има врска? Шо се дереш, Мари? Зашто се дереш? Вежбам за на плажа, за да викам по вас, за да ме чуете таму.
за да кој ќе викнам да дојдете од водата, да излезете. Отчо никој оваа куќа мене не ме слуша. Ангела! Дојди мамо со пешкирите! Годишен одмор е периодот кога мајка ти често ќе ти се дере од плажа. Мартин! Слушај да ти кажам, ако се удаиш, ќе те скршам. Ќе те убијам, само ако се удавиш. Ја ќе те убијам, со голи раце ќе те задавам. Само ако се удавиш. Јас сум те родила, ја ќе те убијам, само ако се удавиш. Глеј, удави се. Ќе видиш ти. Годишен одмор е кога терате вашето дете да застане поблиску на кај плажата да се слика, вие упорно го фотографирате, а кога ќе ги вртите фотографиите, вашата сопруга гледа дека малиот на сликите никаде го нема, ама тетката што се сунчаше туплес на плажа е секаде во преден план на сликите. Сине, понатаму застане, тука, сине, сврти се на кај мене, искам тука сине кај тетката, тука, фати, агол, лево, стој тука кај тетката, сега ќе те сликам, стој така, стој, чекај мајка ти, тука ли мајка, чекај, стој сине, уште малку до тетката, сега, добар си сине, ајде, насмеј се, сине, насмеј се, сега ќе те сликам, еве те сликам, сине. Ама тато, апаратот не е на кај мене, кај сликаш? Тебе те сликам, сине, стој тука, стој кај тетката, стој. Ова е тој период од годината кога вие одеднаш станувате Срби. Where are you from? Сербија. Собе. Охи. Собе. Годишен одмор е кога во Македонија не постои ниту еден друг град освен Скопје. Where are you from? Скопје. Нема друг град, ни Пехчево, ни Кочани, ни Штеп. Скопје. We are from Скопје. Годишен одмор е добар момент кога ќе имате деца околу вас на плажа, а вие сте млад брачен пар без деца или дечко и девојка, тука да почнете да се драпате пред децата. За 5 минути родители веќе дојдат и ќе си ги соберат децата. Ваша е плажата, што сакате тоа ќе правите. Годишен одмор е кога носите литар узо од дома у Грчка. Земјата на узото. Ама од дома си го носиш, за да пиеш. Македонци на плажа ќе ги познаеш по наочарите за сонце. Само тие влагаат у вода со наочари за сонце, а и така таа не ја водени косата, зашто се фенирала 2 сати пред плажа, за да влезе да ја наводени во косата во вода, да ги наводени наочарите? Не. А оној со цигарено што пуши бе, нема кога да запали цигара. У водена сега му дојде да пуши. Тоа е. Сите мочаме на годишен одмор. Помирете се со тоа. Значи не е толку топла водата, ама сите мочаме. Не само ние, и они мочаат. Сите мочаме на одмор. Годишен одмор е моментот кога можете да станете инстант славни и познати со тоа што ќе облечете танга купачи. Девојка со танга купачи на охридските плажи. Вау! Неверојатно. Танга у Охрид. Wow.